Добар ден, почитувани. Ја следите на новата Телма амбуланта. Во денешната емисија под лупа ги ставаме бемките. Што се, а што не се бемки? Зошто некои ги имаат многу, а некои речиси ниту една? Дали опасно ако ги чепкаме и повредиме бемките? Кога има потреба за преглед? На оваа тема денеска разговараме со доктор Анџелка Илиева, специјалист по дерматовенерологија во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите по рекламите. Останете на Телма. Бемки, брадавички или нешто трето? Одговор ќе побареме од доктор Анџелка Илиева, специјалист по дерматовенерологија во клиничката болница Жан Митрев и национален представник на Меѓународното здружение за дермоскопија. Докторке, добар ден и добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден и добре ве најдов. Што се тоа точно бемки? И зошто некои ги имаат многу, а некои речиси ниту една? Бенките, или уште како ги нарекуваме невуси, тоа представуваат бенигни кожни израстоци, лезии на кожата кои се создадени од пигментни клетки или меланоцити. Тоа се клетките кои што го создаваат пигментот меланин. Затоа и најчесто се со кафеава боја. А зошто некои ги имаат многу, а некои речиси ниту една? За тоа колку бенки ќе имаме, пред се зависи од бројни генетски фактори и сепак е генетски детерминирано, па така некои пациенти имаат скоро ни една бемка или имаат 2-3 бемки, некои пациенти имаат навистина доста бемки. Колку бемки во принцип е нормално да имаме на кожата? Во принцип е нормално да имаме од 10 до 20 бемки, па дури и до 40 бемки. Од прилика е нормално да имаме како број. Меѓутоа, како што кажав, има пациенти кои навистина можат да имаат, зависи од некои ризици и зависи од некои наследни фактори, може да имаат доста поголем број на бемки. Кога збориме од ризици, овде не збориме само во однос на наследните фактори, туку збориме и за ризици кои всушност се епигенетски фактори, тоест фактори кои влијаат од надворешната средина на нашата генска експресија. Тоа значи како тие генетски фактори кои ние сме ги наследили од родителите всушност ќе се експресираат или активираат понатаму во животот, па така ако злоупотребуваме со сончање и така натаму, бројот на бенките во текот на животот може да се зголемува, променува и така натаму. Така, но доколку нашите родители имаат многу бенки, може да очекуваме и ние да имаме, така? Се разбира, апсолутно, заради овој генетски фактор, доколку родителите или еден од родителите имаат навистина повеќе бенки, тоа значи дека и ние би имале повеќе бенки. На кои делови од кожата на телото обично се јавуваат бенките? Видете, бенките може да се јават на секој дел од телото. Најчесто се јавуваат на грбот, градите, лицето, вратот, абдоменот, меѓутоа може да се јават и на неспецифични делови, може да се јават и под пазувите, може да се појават и на дланките, може да се појават и на стопалата. Значи може да бидат и на места кои не се изложени на сонце и овие бенки навистина во нивниот развој немаат поврзаност со изложеноста на сонце. А дали има разлика во изгледот на бенките? Во зависност од нивната местоположба, дали се на лицето, грбот, на дланките? Да, видите, изгледот на бенките ние како дерматолози го проценуваме со помош на апарати или така наречен дерматоскоп. Независно дали е рачен или е дигитален дерматоскоп, тоа е еден, да речеме, кожен микроскоп со кој всушност бенката се гледа во длабочина. Се разбира дека според дерматоскопски карактеристики бенките доста се разликуваат од бенките например бенките на градите и на грбот, доста се разликуваат од бенките на лицето или од бенките на дланките и на стопалата. А вака визуелно на прв поглед, ако ги погледнеме? И визуелно, значи може да има испакнати бенки, може да има бенки кои што се рамни и се пигментни само. Дали е опасно кога бемката почне да расте влакно?
Видете, растењето на влакно од бемка или кога ќе видиме бемка со влакно, обично велиме дека тоа е добар знак. Во смисла растежот на растот на влакното, односно активноста на влакнениот фоликул се случува помеѓу здрави клетки, така што го рачунаме за еден добар знак, не го сметаме за ништо лошо. На која возраст обично се јавуваат бемките? Во кој период од животот? Во зависност од тоа за какви бенки зборуваме, значи постојат бенки кои што се вродени бенки, кои всушност се развиваат уште интраутробно, па така овие ги нарекуваме вродени или конгенитални невуси, конгенитални бенки. Ваквите бенки се забележуваат уште при самото раѓање на бебето или најдоцна краток период по раѓањето се појавуваат или се забележуваат. Тие се тука, меѓутоа се забележуваат краток период по раѓањето. Додека останатите бенки, кои што се всушност придобиени бенки во текот на животот, се стекнуваат или стекнати бенки, тие се стекнуваат повторно најголем дел во текот на пубертетот, адолесценцијата, и тука некаде малку стопира појавата и растот на бенките, меѓутоа кај некои пациенти може и подоцна во животот, под дејство на генетска предиспозиција и надворешни фактори, бројот на бенките се зголемува и до 40-та година. А што ако се појавуваат бенки по 40-та година? Дали е веќе тоа некаков аларм? Ова многу е важно да видиме всушност за каков тип на бенке се работи. Не дека е престрашно, меѓутоа навистина за некогаш може новите бенки по 40-та година секогаш за еден дерматолог се црвено знаме. Значи штом ќе видиме бенка појавена кај возрастен пациент, независно не мора да биде по 40-та година, нека и по 35-та година, но еве поготово по 40-та или 45-та година, сакаме да направиме доста јасна дистинција дали се работи за обична бенка, дали се работи за бенка која што е стекната на вистина под дејство на сончевите зраци низ текот на животот, или се работи за, не дај Боже, кожен карцином, кој всушност на самиот почеток, кога ќе се појави, наликува, може да наликува на обична бенка. Па така секогаш бараме на вистина веднаш да се прегледа пациентот, доколку некој пациент ќе забележи нова бенка, советуваме веднаш да се јави на дерматолошки, тоест на дерматоскопски преглед со кој ние ќе утврдиме за каков тип на пигментна промена се работи. А дали со возраста, со староста, се менува формата на бенките? Нивниот број дали може би се намалува? Видете, може. Има и таква појава, кога бројот на бенките се намалува или кога бојата обледнува. Пак ова зависи од изложеноста на сонце на пациентот. Меѓутоа, повторно, и ако некоја бенка се променува во поглед на осветлување на бојата, или ако исчезнува, ова исто така за нас е доста алармантно, па повторно треба да се изврши дерматоскопски преглед или дерматолошки преглед во кој ќе се утврди дали е обична бенка која се променува во правец на исчезнување или постои друга појава или се работи за, не дај Боже, кожен карцином кој е во фаза на така наречена, ние во медицината велиме регресија, и ова навистина мора да се провери дерматоскопски, но дали се променуваат, сите бенки скоро се променуваат во текот на животот. Најчесто се променуваат во текот на бременоста кај жените, под дејство на хормоналните промени, под дејство на хормоните на раст, нели, кои интензивно се излучуваат за време на бременоста, бенките растат и обично трудниците доаѓаат многу често на дерматоскопски прегледи во текот на бременоста, баш поради овој страв, ми се зголемија бемките, ми се променија бемките, дали ова е нешто опасно. Така што редовно прегледуваме трудници. Понатаму и во текот на останатиот дел од животот, во смисла на другите хормонални промени кај жените, поготово за време на перименопауза или менопауза, исто така, поради истата оваа причина, под дејство на овие хормонални промени, може да се променуваат бенките и стануваат побројни, постоечките бенки се менуваат, ја менуваат структурата, некои стануваат доста посуви како стареја и се суши кожата и самите бенки може да се сушат, па ние препорачуваме нели соодветна нега и така натаму. Сега кога станува збор за жените, дали контрацептивните средства може да влијаат
Хормоналната терапија и контрацептивните средства апсолутно може да влијаат на бенките. Ние секогаш една пациентка за која знаеме дека прима контрацептивна или хормонална терапија, или пациентка која, да речеме, прави инвитро, навистина треба одблизу да ја следиме, затоа што неретко се случува да помеѓу останатите промени на нормалните бенки, за жал, сме имали и такви случаи каде што сме диагностицирале токму меланом, кожен карцином кој се развил во текот на овој период. Ајде сега да проговориме за улогата на сонцето и бенките. Дали тоа е ризик фактор, сонцето е ризик фактор за нивна појава или не? Или пак може би придонесува тие да се зголемуваат? Која е вистината? Се разбира дека сонцето е ризик фактор за појава на одредени пигментни лезии, ги нарекуваме соларни лентига, и тие се директно поврзани со изложувањето на пациентот на сонце. Не зависи од ништо друго, освен од неговото изложување на сонце. Постојат и други пигментни промени, како пегите, кои што ги имаат некои пациенти на лицето, кои ние знаеме дека потемнуваат за време на летниот период, а се посветли на зима, кога увезраците не се толку интензивно изразени. Тоа значи дека се разбира сите бенки се менуваат за време на летниот период, затоа што, како што кажавме на почетокот, бенките се кожни израстоци кои содржат меланин. Под дејство на сончевите зраци, нормално дека неговата продукција се зголемува, па така и бенката се променува, потемнува, и не случајно и сите кампањи и превентивни прегледи обично на бенки се вршат на пролет, токму пред пациентот воопшто да започне со изложување на сончеви зраци во текот на летото, или велиме на есен кога ќе заврши со таа фотоекспозиција и кога на еден начин ќе бидат смирени пигментот, ќе бидат смирени. Бенките може би да темно или пак светло кафени? Да, бенките може да... Дали се тоа бенки? Има некои бели? Црвените кожни израстоци се хемангиоми, например. Значи, секој тип на лезија, секој тип на кожен израсток за нас представува некаков, за среќа, бениген тумор на кожата. И така, обично медицински името лошо звучи, меѓутоа не секоја промена на кожата е бенка. Многу често доаѓаат пациенти загрижени да прегледат раст на бенка, а ние всушност ќе установиме дека се работи за обичен папилом, кожен израсток, обична брадавичка, која всушност е далеко од бенка, значи таа нема... А што е брадавичка, а што бенка? Значи дистинкцијата... Токму брадавиците се кожни израстоци. Вирусни? Може да бидат и вирусни, да, вирусни кожни израстоци кои всушност се апсолутно бенигни, не кријат некои големи опасности и не се бенки. Меѓутоа, треба да се прегледаат со дерматоскоп, затоа што, за жал, пак кога збориме за карцином на кожа, постојат и карциноми кои не се со пигмент, може да бидат и амеланотични, така ги нарекуваме, амеланотични меланоми, кои на почетокот навистина може да излезат како бела или како црвена, велиме, папула, значи како една бела или црвена лезија на кожата. И затоа, навистина, секоја нова промена, независно во каква боја, мора да биде прегледана од дерматолог, за да дерматологот со помош на тој дерматоскопски преглед утврди дали се работи за обичен кожен израсток, дали се работи за вирусна брадавица, дали се работи за хемангиом, кој што е бениген кожен израсток од крвно потекло, дали се работи за не дај Боже, некој тип на кожен карцином, бидејќи настрана на меланома постојат и немеланомни карциноми на кожата, кои немаат темна боја и кои ги немаат оние познати карактеристики кои всушност и пациентите веќе поради нашите долгогодишни кампањи самите се научуваат како да ги препознаваат, но овие, например, немеланомни карциноми ги немаат овие карактеристики, имаат сосема различен аспект при прегледот, може да бидат црвени, може да бидат бели, може да бидат кафеави, може да бидат во форма на едни сквами или крусти кои што се натрупани, па клинички изгледа како една рапавост на кожата, па таа рапавост навистина треба со помош на дерматоскопот да се утврди за што всушност точно станува збор. Докторке, а може да се јави вирусна брадавичка врз бенка?
може да се јави папиломатозен израсток на бемка и такво нешто сме видели и постојат најразлични комбинации од две лезии кои може да бидат една до друга или кои може заедно да растат една до друга и такво нешто постои опишано во литература. А дали темните бенки се изложени на поголем ризик за промени во споредба со посветлите? Видете, бенките, дали се темни или светли, зависи од фототипот на кожа на самиот пациент. Да речеме, кај еден пациент со фототип 1 или 2, збориме за светол фототип пациенти кои имаат бела кожа, светли очи, светла коса, кај нив бенките соодветно не се толку темни. Кај потемните фототипови, бенките се доста потемни. Бојата не секогаш е пресудна, како што кажав, затоа што има и промени кои независно од бојата можат сепак да бидат за жал малигни. Меѓутоа, да, од темна бенка секогаш имаме поголем страф, кој ќе видиме. А кога станува збор за вродени стекнати бенки, кај кој постои поголем ризик за промени? Видете, пациентот со вродени бенки секогаш зависи од тоа и вродените конгениталните бенки или невуси се класифицираат по големина. Па така, во зависност од тоа дали пациентот е роден со мал, среден или голем конгенитален невус, има одредени ризици кои што навистина се поголеми за развој на меланом во текот на животот. Не само во самата бенка, меѓутоа и на други делови на телото. Се разбира и конгениталните вродените невуси се доста специфични и по својот изглед, дури понекогаш може да се случи тие уште од самиот почеток, со самото раѓање на бебето, да бидат всушност, велиме, диспластични. Во превод тоа значи променети. Значи, од самиот почеток на бебето, од самото раѓање, од самата појава на таа бенка, да биде бенката веќе променета. И сепак се разбира, ние сме должни тоа да го следиме многу одблизу и затоа во многу случаеви најчесто се одлучува баш поради овие поголеми ризици конгениталните невуси, доколку се мали или средни, да бидат отстранети. Бидејќи веќе во поголемите конгенитални невуси, кои што се над 20 см, таму навистина и следењето е доста специфично и самите промени кои ќе се случуваат во текот на животот на таа бенка доста тешко се следат. Понекогаш не е доволен дерматоскопот. Треба пациентот навистина да се прегледува со помош на пипкање на самата бенка или велиме палпација за нерамнини, затоа што овде промените се случуваат доста подлабоко и некогаш оваа длабочина, за жал, е невидлива дури за дерматоскопскиот преглед, па така многу често лекарите се одлучуваат дека при вакви состојби треба да земат, например, кожна биопсија за понатаму да се утврди што треба да се прави. Значи, ова го објаснува пристапот зошто некои советуваат да се отстранат овие бемки. А кога станува збор за меланомите, дали ти обично се развиваат на веќе постоечка бенка или пак се тоа почести нови промени на кожата? Видете, статистички за меланомите до тука знаеме дека всушност 70% од меланомите се развиваат како нова лезија, а не на веќе постоечка бемка. Меѓутоа, сепак и овие 30% можност да се развијат на веќе постоечка бенка не е мал процент во кој вистина треба да бидеме внимателни. Поготово кај пациенти кои, како што кажавме, имаат генетски предиспозиции, имаат доста големи ризик фактори и работат професии при кои ризик факторот изложување на сонце е навистина поизразен, поинтензивен. Во тој случај, ваквите пациенти мора да бидат подложени на редовни скрининзи, тоа значи редовни дерматоскопски прегледи. Во контекст на тоа, ако пациентот, например, замислете, има повеќе од 50 бенки, значи, тој пациент, дали самиот или еден дерматолог со рачен дерматоскоп може да утврди дали кога ќе дојде, кога го прегледаме денес и треба да дојде на наредна контрола и по една година, доколку е се во ред. Се разбира, би требало порано кај пациенти со волку голем број на невуси. Ние едва би можеле да кажеме која меѓу сите овие, да речеме 50 или 70 или 100 бенки е нова.
затоа што, како што кажав, на почетокот и меланомот може да наликува на обична бенка. И затоа, кај вакви пациенти, обичниот преглед со рачен дерматоскоп е недоволен. Тоест, ваквите пациенти треба задолжително да се исследуваат на специјален дигитален дерматоскоп, со кој всушност се прави скенирање и мапирање на целото тело за сите постоечки бенки. Па така, кога пациентот ќе дојде, например, на контролен преглед по 6 месеци или по 1 година, на контролниот преглед може да утврдиме веднаш дали меѓу сите овие 50 бенки од претходниот преглед има 51 и овде да навистина да обрнеме внимание. Значи има потреба да се прегледа прописно секоја бемка. Прописно секоја бемка, секоја една точка која што постои на кожата кај пациенти, поготово со многу бемки, треба да биде прегледана од дерматоскоп. А има ли потреба да се прават прегледите кај лицата како што бемките со години изгледаат исто и не се забележуваат никакви промени? Кај сите лица, апсолутно еднаш годишно и без да имаат ни една бенка и ни една промена по кожата, треба еднаш годишно да се вршат превентивни дерматолошки и дерматоскопски прегледи. Но се споменува и само прегледот, дека ние самите треба да направиме во домашни услови. На што треба да внимаваме кога станува збор за само преглед на бенки? Најдобро е во многу земји во светот, например, партнери, доколку живеат заедно, се повикуваат заедно на преглед, затоа што навистина има делови од телото каде што пациентот самиот не може да се прегледа, како што е грбот, например, и рамениците. И ние понекогаш се шегуваме дека најголем број од карциномите или, не дај Боже, нели, новите промени на грбот, на сопругот ги наоѓа секогаш жената, затоа што многу детално го исследува за нови промени, додека обратното за жал ретко се случува. Но како и да е, во тие всушност превентивни прегледи ние заклучуваме дали кај овој пациент е се во ред и е доволно еднаш годишно да доаѓа да се јавува секако на преглед, или постои некаков сомнеш, независно дали се работи за генетска предиспозиција или, како што кажавме, ризик фактори поради некоја професионална предиспозиција поголема на сонце, не знам, планинарење, пливање, пациенти хедонизам понекогаш, нели? Сакаме да одиме на плажа почесто. Тоа веќе да не го коментираме, дека одењето на плажа, честото сончење, можеби во минатото свесноста за колку е опасно горењето на кожата во однос и колку многукратно го зголемува ризикот од развој на карцином подоцна во животот, дури едно горење на кожата, мислам дека во изминатите години не била оваа свесност толку голема, па затоа најчесто ние во денешно време се соочуваме со пациенти од нашиве генерации кои ќе дојдат на дерматолошки и дерматоскопски преглед и имаат и во 30-тите години и во 40-тите години карциноми на кожа, но скоро па секогаш велат дека да, сум горел од мал. Или се сеќавам дека сум горел секое лето. Значи, кожата памти. Да, кожата секогаш памти и сме сигурни дека порано или подоцна ова за жал ќе се одрази во лош аспект. Кога станува збор за прегледите, потребата од прегледи, што е со оние бенки кои што се наоѓаат на место на иритација? Например, доколку се тријат од градникот, од ременот, ако се на брадата, па нели мажите се бричат со жилет, па доаѓа до некакви иритации. Дали тука е потребно да се прават почести прегледи или пак можеби превентивно да се отстранат? Видете, ни еден кожен израсток кој трпи константни физички трауми, не можеме да бидеме сигурни во каков правец ќе се развива. И апсолутно доколку се наоѓаат на вакви ризични места, каде што има триење, каде што ризикот е поголем, да тие се постојано под некаква механичка траума, ние препорачуваме таа бенка да се отстрани. Но има едно длабоко вкоренето верување на овие простори, дека доколку се отстрани бенката, тоа може да доведе до нејзино проширување или пак, не дај Боже, до карцином. Не. Тоа е апсолутно невистинито. Значи, невозможно е, ниту научно, мислам научно е докажано, дека невозможно е една бенка, обична бенка, бенигна бенка, доколку се отстрани, дека покасно може да развие нешто.
И овој вкоренет став кај нас, дека подобро не ја пипај бенката, затоа што може подоцна нешто да развие. Не чепкај белја да не биде, навистина многу неправилно. Што всушност се случува? И што всушност се случувало во минатото и зошто е овој, ајде да кажеме, мит останат, има објаснување кој што е навистина многу логично. А тоа е дека во минатото немале дерматоскопи. Значи, тие всушност немале апаратура со која можеле да видат дека таа бенка всушност не е бенка. Не е бенка, туку таа бенка веќе за жал била некаков тип на кожен карцином или била меланом во најмала рака. Значи, доколку меланомот навистина се извади по еден обичен протокол на вадење бенки, е сосема погрешно. И во тој случај, да, навистина е опасно, па така покасно може кај пациентот нормално да заврши со метастази во лимфни садови, тоа е проширување на меланомот на други делови од телото. Затоа ова нешто е останато во народот. Мислам дека секој познава некој што некогаш извадил бемка и поради тоа вадење не знам што се развило. Тука е проблемот и многу е важно со пациентот да се разговара и да му се објасни ова. Јас мислам дека сите пациенти кога ќе им објасниме зашто всушност се работи, бидејќи сепак треба да веруваме на науката, нели? Кога веќе сме отишле на доктор и сме отишле на специјалист кој навистина го работи ова, треба да му веруваме во тоа што го зборува, затоа што сметам дека наше е да се грижиме за здравјето на пациентите и сепак ние сакаме да го избереме најдоброто сценарио за пациентот. И всушност ако бенката навистина мора да се отстрани, значи мора да се отстрани. Верувајте, ние сме имале случаеви за жал на пациенти со веќе развиен меланом и со веќе развиени метастази во блиски лимфни јазли, кои всушност и клинички се гледаат, и самиот пациент на кој што му објаснуваме дека за жал тој лимфен јазол, всушност меланомот или бенката е најдена како резултат на лимфниот јазол кој пораснал и за жал е метастаза, блиска метастаза од тој меланом. Ние пациентот во такви ситуации, пример во тој еден конкретен случај, ни беше тешко да му објасниме дека всушност бенката е ракот. Тоест бенката е меланомот кој задолжително мора да се отстрани, а ова е за жал метастаза која исто така мора да се отстрани и сите следни протоколи кои ги знаеме следат понатаму. И самото отстранување на бенките навистина треба да се врши од високо стручни лица, специјалисти по пластична и реконструктивна хирургија кои доста добро ги познаваат протоколите на отстранување на една ризична бенка. Значи тоа не е едноставен процес. Апсолутно не е едноставен процес. Значи вадењето на бенки вака е едноставно како интервенција. Значи интервенција која трае сигурно 10 до 15 минути, се става локален анестетик, се отстранува бенката и се испраќа понатаму за тоа е хируршкото отстранување. Тоа е хируршкото отстранување. Меѓутоа, а што е со ласерското? Апсолутно пигментни промени, бенки кои имаат пигмент, дерматоскопски сме виделе меланин, е забрането ласерски да се отстрануваат. Значи ласерско отстранување е недозволено на бенки кои имаат меланин. Што се отстранува ласерски? Само брадавички? Ласерски може да отстрануваат брадавици, може да се отстрануваат себороички кератози, исто така бенигни кожни израстоци или ги велиме од старење. Или постојат многу, може хемангиоми. Исто така не се отстранува бенка? Ова што може да се отстранува со ласер, може да се отстранува и со течен азот или со криопрезервирање. Со тоа што за жал и вакви случаеви сме виделе, каде што пациентот бил прегледан, меѓутоа не бил прегледан со дерматоскоп, не бил прегледан со специјалист дерматолог, кој има можност да го прегледа со дерматоскопија, па решил бенката да ја отстрани со течен азот. Ова е многу погрешно, затоа што ние се дури не сме сигурни дека навистина не се работи за некоја ризична бенка, дека навистина нема меланин во таа кожна лезија, дека тоа обична брадавица, буквално обичен кожен израсток или папилом или како и да го зависи нели за каков тип се работи, не смееме воопшто да прибегнеме кон било каква криотерапија или ласерско отстранување или други типови на отстранување на кожните израстоци. Ова е добро што ни го разјаснивте. Сега, дали секоја отстраната бемка по хируршки пат
треба да се испрати на хистолошка анализа, односно се направи биопсија. Каква е? Или нема потреба? Ова не е биопсија, пак еден тип биопсија, ние велиме ексцизиона биопсија, тоест комплетно отстранување на бенката. Најправилна биопсија е ексцизиона биопсија кога се работи за бенка. Значи целосно отстранување. Целосно отстранување. Ние овде зборуваме за лезија која е неколку милиметри. Да правиме биопсија која е само ќе ја разруши низината структура, па да испратиме на патохистологија, па да чекаме резултати, па да се врати нешто, не дај Боже, не знам, ризично, или дека има карциномни клетки, па повторно да се оперира пациентот, затоа ексцизионата биопсија е најчесто опција кога велиме за вадење на бенки, апсолутно задолжително и секогаш. Секој еден кожен израсток кој се отстранува од кожата мора да се прати на патохистолошко испитување. Верувајте, дури и во најнапредната наука со дерматоскопите, во сите детални прегледи, колку и да сме 99% сигурни дека е тоа, ние мораме тоа што сме го извадиле да го потврдиме со патохистологија, затоа што сепак конклузивна и последниот збор го има патохистологијата, тоа е токму патохистолошкиот наод и многу е важно да патохистолошкиот наод корелира со дерматоскопскиот наод, тоест ние откако ќе ни се врати резултатот да го затвориме досието на пациентот каде што велиме да нашата поставена диагноза под сомнение дерматоскопски и клинички се вклопува, тоест се одговара со диагнозата која ни се враќа од патохистологија. Па така отстранување на бенки и фрлање е апсолутно несватливо, барем во денешно време, нешто кое што порано навистина се правело. Нешто кое што на око, например, без нели да бидам погрешно сватена, ете некој на око смета, па ова не е ништо опасно, дај го нема никаков проблем, дај ќе го извадиме, нема потреба да се праќа. Дури и кога најмногу мислиме дека нема потреба да се праќа, бидејќи навистина постојат многу различни форми на за жал многу различни форми на карциноми на кожа и може да бидат и измешани типови, никогаш да не бидеме сигурни, затоа најбезбедно и за најдобро на пациентот е да го испратиме на патохистологија. А докторке, доколку на дермоскопија, забележите некои сомнителни промени? Од што зависи дали ќе кажете веднаш да се отстрани таа бенка или пак ќе ја следиме дојдете за 6 месеци? Видете, зависи од промените кои ќе ги забележиме и повторно ова го усогласуваме со ризикот на пациентот кој го носи генетски и во зависност од тоа навистина колку и какви бенки има. Има една проста метода која велиме принципот на грдото пајче. Значи секогаш кога ќе го видиме пациентот и клинички, не дерматоскопски, стално кога ќе видиме една бенка која отскокнува од останатите на грбот, не загрижува. Тоест на таа бенка прво ќе се насочиме, ќе велиме зошто сега е ова различно од сите останати. Бидејќи малку или многу во нормални услови пациентите имаат еден тип на бенки, да кажеме. И сега кога една меѓу сите други е многу поразлична, независно дали во боја, дали во димензии и во изглед, задолжително овде треба да обрнеме поголемо внимание и дури понекогаш одлучуваме баш оваа бенка да се отстрани. Но кога се работи за пациенти, постојат пациенти со вродени генетски мутации кои страдаат од така наречен синдром на диспластични невоси. Во превод тоа значи пациенти кои имаат еден синдром поради кој имаат променети бенки. Значи секоја една бенка која ќе ја прегледаме дерматоскопски ни наликува на променета. Уште при првиот преглед. Тоест ги нема нормалните карактеристики кои ги имаат обичните бенки. Секоја една изгледа различно, буквално. Многу често при самиот преглед се шегуваме со пациентите дека можеме буквално од еден пациент да направиме цел атлас. Во смисла има 70 бенки и секоја една е своја приказна за себе, има свој различен дерматоскопски цртеж. Кај ваквите пациенти навистина одлуката не се донесува секако доколку не сме сигурни дека наоѓаме меланом помеѓу сите нив. Меѓутоа, на првиот преглед никогаш не донесуваме одлука дека нешто треба да се отстранува. А има ли пациенти кои што велат, докторке, отстранете? Ова јас не сакам да го имам. Овој пациент треба задолжително да го викнеме на преглед, кој ќе биде за
побрзо време од една година, проценуваме, пак ова зависи од дали има генетски мутации, фактори, плюс бројот на бенки, одлучуваме дали ќе треба да дојде за 3-4 или за 6 месеци. Сега, доколку некоја од овие што ги велиме променети бенки, одскокнува, продолжува да се развива, да расте и да менува, избираме да ја отстраниме. Понекогаш, не секогаш. Да, многу често на прашањето дали пациентот инсистира, мислам дека веќе стравот од бенките, баш поради таа свесност која благодарение на сите кампањи се зголемува и што е многу добро, многу често пациенти доаѓаат навистина со желба веќе да извадат бенка, воопшто не ги интересира дали е добра, дали е лоша, едноставно доаѓаат и кажуваат не, јас ова бенка сакам да извадам. Видете, ова не е естетски избор. Да, то сакам да ја Меѓутоа, прашам. пациентот има право на личен избор. Така. Во тој случај, одлуката е негова. И ние секогаш Значи, укажуваме. естетски може да се Може, елиминира, нема може, да остане може. лужна? Дали ќе остане лузна? Видите, на местото каде што ќе биде остранет невус кој е длабок, не може да нема лузна. И тоа е второто прашање секогаш, дали ќе имам лузна? Да. Секогаш пациентот ќе има лузна. Колку и да е таа лузна минимална, добро сошиена, естетски сошиена, убаво направена, формирањето на лузни не зависи од раката на хирургот. Формирањето на лузни зависи од организмот на пациентот. Значи, зависи од неговата кожа, зависи од неговата склоност да ги формираат тие лузни. Некои пациенти на најдобро сошиените бенки прават еден тип на хипертрофични ги велиме лузни, задебелени лузни или келоидни лузни кои што се испакнати и црвени, па понатаму им создаваат навистина посериозни проблеми во текот на животот. Меѓутоа, во денешно време со сите модерни достапни технологии, сите тие лузни понатаму може да се, ако не да се избришат, може многу да се ублажат со лазерски третмани, со различни други модерни третмани, со кои нивната видливост е навистина многу минимална. Ќе се намали. Да. Што им советувате на оние лица кои што имаат многу бенки на телото? Смеат ли да се изложат директно на сонца? Видете, Сега, дерматолозите не советувате тоа да го правиме, но сепак, факт е дека ќе нанесеме крем за сончење на кожа и во одреден период од денот би уживале во други под емисии, чадор, и за на плажа. сончањето, и за увезраците, и за нивната штетност и така натаму. Меѓутоа, ние навистина како дерматолози, јас верувам дека не постои дерматолог кој советува пациентот да се сонча, да се изложува на сонце. Здраво е сончањето во поглед на формирањето на D-витамин. Меѓутоа, тоа не значи цел ден да се печеме на сонце. И навистина пациенти кои имаат над 50 бенки, ние советуваме облечени да идат на плажа. Значи, на прво место мора да користат креми со заштитен фактор, независно од сите контраверзни Да, има многу не знам, информации измешани и така натаму. Има наплив од такви информации. Од секогаш постоеле одредени хемиски соединенија кои биле дел од фотопротективните креми, кремите кои што не штитат од сонце. Особено хемиските филтри велат дека се опасни. Кои биле, да речеме, контраверзни или дискутабилни како криленот. Меѓутоа, во денешно време, па и од порано, постојат креми кои содржат физички или минерални филтри, кои може да се ставаат и на бебиња од самото раѓање, кои содржат цинк оксид, титаниум диоксид, кои апсолутно немаат вакви хемиски филтри и не кријат ваква опасност. Како огледало ги одбиваат всушност сончевите зраци? Механички ги одбиваат сончевите зраци, но ни еден крем со заштитен фактор, независно и најголемиот, нели 50 плюс заштитен фактор, не може да ги одбие 100% сончевите зраци. Значи, постои една цела наука во фармацевската индустрија која што кажува колкав процент од сончевите зраци, колкав процент штитат кремите од сончеви зраци во зависност од бројот, тоест од големината на факторот, дали сте фактор 20, фактор 30, фактор 50, поврзано со фототипот на кожа и поврзано со времето на изложување. И на многу важно место поврзано со количината од нанесен крем. Верувајте, ова е толку голема количина при која што се декларира дека кремот штити, не знам, 97%.
пример крем со ПСК фактор, велиме штити до 97% од сончевите зраци. Но треба да бидеме свесни во колку голема нанесена количина ова се случува. Значи, практично треба пациентот да биде доста сериозно намачкан со крем, за да всушност биде осигурена оваа висока фотопротекција. Оваа тема заслужува една цела емисија, има на вистина што да се зборува, но кога сме кај средствата за заштита од сонце, треба ли да се нанесе подебел слој врз проблематичните бенки? Понекогаш проблематичните бенки пациентите ги покриваат и ние советуваме да ги покриваат. Пак ќе кажам, веќе постојат и фотопротективни облеки кои ова го овозможуваат, така што задолжително треба сериозно дебел слој да се нанесе врз бенките. Кои ние сметаме дека не треба да се сончаат. Така, не треба никако да се изложуваат директно на сонце. А како родителите да ги следат бенките на своите деца? Ова пак зависи од раѓањето на бебето. Значи, доколку нема вродени. Да, доколку нема вродени невоси, треба да ги следат кога ќе почнат да се појавуваат. Тие може да почнат да се појавуваат веќе околу 4-та, 5-та година, поготово за време на адолесценцијата, веќе бенките се појавуваат. Најнормално е детето да се однесе на дерматоскопски преглед. Кога е време за првиот дерматоскопски преглед? Кога ќе бидат забележани првите бенки. Веднаш и кај децата? И кај децата е мал ризикот. Видете, за жал годинава, морам да го кажам ова, дека за жал годинава се соочивме со две деца кои во многу рана возраст, кај кои во многу рана возраст се диагностицираше кожен карцином. На која возраст? Едното детенце беше 11 години, другото 12. Навистина, во рана детска возраст. Како лекари навистина не фрапира, бидејќи ова е многу ретко. Се случува, не знам, 1 во милион. Мислам и поретко се случува, многу ретко, и ние секогаш кога ќе видиме дете, колку и родителот да е уплашен, колку и родителот да има страф од бенката, обично го смируваме, велиме дете нема шанси. Значи, навистина во 99% бенките кај сите деца се безопасни и се безбедни. Но повторно поради овие многу ретки исклучоци кои за жал имавме прилика да ги видиме, потребно е сепак да ова го каже специјалист дерматолог, поточно специјалист кој работи дерматоскопија и може да утврди дали е само обична бенка која ќе ја следиме. Така уште на крај да објасниме дека дерматоскопијата всушност се прави со уред кој што ги зголемува како микроскоп. Како микроскоп. Да. Дерматоскопот има различни видови на дерматоскопи во зависност од производителот. Се разбира дека многу пациенти сметаат дека ова е лупа, бидејќи постојат рачни и џебни дерматоскопи, веќе за да може ние лекарите сосема удобно да си ги носиме во џебот и да бидат секогаш со нас. Верувајте, јас својот дерматоскоп го носам кога одам и на патување приватно надвор од работното место, затоа што не ретко се случило да седнеме во друштво со пациенти кои за жал ќе забележите некаква промена сомнителна. Професијата ќе забележам некоја промена. И велите да видам што е. Имам потреба да секој, верувам дека и секој од колегите познавајќи ги кои работат дерматоскопија го имаат тој порив. Така што малите џебни дерматоскопи кои имаат одлична магнификација, одлични перформанси, можат да завршат работа за ова нешто. Меѓутоа, сепак помодерната апаратура од типот на дигитална автоматска дерматоскопија, што прави скенирање всушност, прави скенирање и мапирање сите бенки, како што всушност имаме на одделот за дерматологија при клиничката болница Жан Митрев, прави огромна разлика во поглед на следењето на бенките. Овде имаме можност, доколку за нешто се сомневаме, секогаш да побараме, не знам, второ мислење. Постои така наречен софтвер, Mol Analyzer, кој користи вештачка интелигенција, па тој може да помогне во проценката на самата бенка, бидејќи, верувајте, кај некои бенки на вистина е тешка проценката, дискутабилна. Ние колегите на вистина треба меѓу себе да се координираме, да комуницираме, сите кои што работиме дерматоскопија, затоа што ова е многу важно, повеќе очи гледаат подобро од едно или две.
Така што потребно е кај некои пациенти задолжително модерна апаратура. Задолжително, поготово овие што ги кажавме што имаат многу голем број на бемки, таму прегледот со рачен дерматоскоп, за жал, не може да ги открие секогаш новите. Не може да ги открие новите бемки, независно дали прегледот ќе трае и 2 сати, сепак тој пациент треба редовно да се следи и таков пациент треба да се упатува секогаш на дигитална дерматоскопија на цело тело за мапирање и скенирање на промени, бидејќи пак оваа апаратура има толку напредна технологија да уште при самото снимање всушност ги вели што значи тоа мапирање. Значи апаратот всушност самиот ни ги обележува. Тој постои за да ни помогне нам докторите. Ни ги обележува бенките со кругчиња. Значи доколку некоја бенка која од претходниот преглед до денешниот преглед се променува, веднаш ќе ја обележи, ќе ја заокружи во жолто, доколку постои нова бенка помеѓу сите останати, ќе ја заокружи во црвено. И за нас ова е огромно олеснување. Се разбира дека ние не рачунаме 100% на вештачката интелигенција, независно од тоа што знаеме дека веќе светот апсолутно во сите технологии, во сите науки оди во правец на вештачкава интелигенција да го замени човекот. Меѓутоа, мислам дека во нашава струка, ќе биде помошна не само алатка. во медицината, конкретно збориме и во дерматоскопијата, ќе остане сериозна помошна алатка, но никогаш нема да може да го замени окото на еден искусен дерматоскопист. Доктор, ке ви благодарам многу за денешното гостување во Телма амбуланта. Еве уште еднаш да ги потсетиме сите оние кои што имаат бемки да си направат редовна контрола. Да, јас навистина апелирам, бидејќи месец мај е месец посветен за подигање на свесноста против кожен карцином и меланом, па како и секоја година, така и оваа година и нашата болница се вклучува редовно во кампањата наречена Евромеланома, која што е паневропска кампања, Македонија е дел од неа секоја година и навистина возможуваме бесплатни прегледи на пациенти, објавуваме дати на кои може да се јават на редовни прегледи, така што нивно е само да се појават на преглед. Прегледите се бесплатни, апсолутно не се страшни. Безболни, нема потреба од... И да се ослободат од стравот. Некогаш стравот е кочи, зашто ќе ми кажат откако ќе ги прегледам? Видете, вистината е една и мора да се утврди. Најважно е да се знае дека меланомот е навистина единствениот и еден од ретките кожни карциноми кој може целосно да се излекува единствено доколку се открие на време. И затоа многу е важно да пациентот се јави на време на дерматоскопски преглед. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Ви благодарам и вам за поканата. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што и денеска не следевте. Гледајте не секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути кога учиме нови работи за нашето здравје. До гледање.